Здраво на сите, тука е Даниел и добродојавте во 10-то видео, 10-тиот девошано, каде што има заедно по една од биографиите, едно од записите за животот на Исус Христос, односно Евангелието според апостол Јован. И ви благодарам што се приклучивте на ова видео. Не е случајно, верувам Господ ве донел тука со причина и затоа останете до крај, споделете го ова видео доколку сакате, за да други луѓе се приклучат да ја слушнат вистината за Евангелието, да слушнат точно кој Исус Христос, не од рекла казала умоабите, не од тоа што ние ќе си го имаме замислено како слика, туку директно од Божјиот збор, директно од тие записи за неговиот живот. И пред да се фрлиме на стиховите, ќе се помолам за вас. Фала ти, Господи Исусе Христе, за секој еден кој што се вклучува на ова видео. Те молам, Господи, ти благослови ги, Господи, заштити ги, и те молам, дај му утеха во ова време, Господи, на неволја, во ова време на мака, Господи. Те молам, дај му утеха доколку се соочуваат со вирусна криза, Господи, доколку се соочуваат дури со финансиска криза. Господи, многу луѓе се на работ да ги изгубат своите работи, ако не веќе некој да ги имаат изгубено, и те молам, ти дај му утеха, Господи, биде со нив, биде ним не спроведуваш, Господи, на храна, на облека, на пари за сметките, Господи. Те молам, ти биде со нив, ти дај му утеха, Господи, нека твојата љубов биде објавена повеќе од било кога во овој период, Господи, бидејќи оваа криза најголема од историјата на модерното човештво, Господи, затоа и твојата љубов нека биде уште поголема, Господи, од тоа во нашите животи. И те бараме Тебе, Господи, повикуваме кон Тебе да Ти биде со нас, Господи, да Ти наводиш и да Ти бидеш нашиот спасител, Господи, но пред се и нашиот Господ. И ова го молиме во името на Исус Христос. Амин. Како што кажав, ќе се фрлиме на стиховите, ќе читам од 5-та глава по Евангелието на апостол Јован, од 19 до 29 стих. Вели вака: А Исус му одговори на тоа и рече: Вистина, вистина ви велам, синот не може да прави ништо само од себе, ако не види што прави отецот, бидејќи она што го прави тој, тоа истото го прави и синот. Зашто отецот го сака својот син и му покажува се што самиот прави, и ќе му покаже дела поголеми од овие, за да се чудите вие. Зашто како што отецот воскреснува мртви и ги оживува, така и синот ги оживува оние кои сака. Отецот не суди никого, туку целиот суд му го предаде на синот. Та сите да го почитуваат синот, како што го почитуваат отецот. Кој не го почитува синот, тој не го почитува ниту отецот кој го пратил. Вистина, вистина ви велам, кој го слуша словото мое и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Вистина, вистина ви зборувам, иде часот и веќе е дојден, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи и тие што ќе го чујат ќе оживеат. Зашто како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе, и му даде власт и да суди, зашто тој е Синот човечки. Не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот на Синот Божи и ќе излезат, кои правеле добро ќе воскреснат за живот, кои правеле зло ќе воскреснат за осудување. Денеска сакам да прашам едно прашање, да го размислите во овој момент, што е првото нешто што ќе ви дојде на памет кога ќе ве прашам кој е најважното нешто кое ви е моментално во вашиот живот, или најголемата желба која што имате, или најголемата потреба. Еве неколку работи кои што јас ги извадив, а тоа е повеќе пари, можеби. Во такво време сме дојдени каде што ќе биде економска криза, дали можеби е тоа подобро здравје, во една здравствена криза сме, дали можеби нова работа или работа воопшто, бидејќи се наоѓаме во повторно слична криза. Или можеби е некоја друга работа, но сите сезони во животот се носат различни борби. Во оваа сезона имаме одредени борби со кои што се бориме самите ние себе лично, како фамилија, како општество, како држава, како планета, моментално сме во една заедничка борба. Но тоа што сакам да го потенцираме, едно нешто кое што го имаме сите како заедничка потреба или како заедничка желба, тоа што ние многу го сакаме, а е над се, а тоа е самиот живот. Ја верувам дека моментално живееме во една доба каде што дојде таа една доба каде што веќе животот стана нешто кое што ние го земавме пред тоа здраво за готова, а веќе стана прашање, знак прашање, дали ќе бидеме живи после оваа криза, како ќе се справиме да бидеме живи после оваа криза. Дали, пошто има многу истражувања, многу конфузија, многу различни коментари дека можеби после оваа криза ќе се зголеми бројот на самоубиства ради економската рецесија на глобално ниво, дека ќе имаме најголема
светска економска криза во историјата на светот и има различни коментари каде што ставаат се по знак прашалник. Верувам дека дури самото време во самоизолација каде што сме сами затворени во 4 зида ќе изнесе на површина многу проблеми. Осаменоста е еден од факторите за депресија, за анксиозност, бидејќи излегуваат нашите несигурности на површина и многу луѓе тука не го одбираат животот како еден од насоките да продолжат, туку решава да се го одземат животот и можеби тој ќе биде еден од side ефектите, еден од страничните ефекти на целата оваа криза и не сум среќен поради тоа, но едноставно реалноста е таа во која што живееме. Здравствените проблеми се на едно повисоко ниво и се молам да не бидеме ние еден од случаевите кои што ќе имаме трагични краеви со коронавирусот, но се молам да Господ нас заштити, но не знаеме што ќе биде, не знаеме како ќе биде, не знаеме дали ако сме изгубиле работата, дали утре ќе најдеме, колку време ќе трае криза, колку време ќе треба да плаќаме сметки. Сите тие работи наставаат на прашалник што е животот и што значи овдека, што значи да сме живи денеска, кога сите тие работи ни се скратени, кога сите странични работи, additional things, додатни работи во животот веќе ни се скратени, веќе сме сведени на основата на храна, на да дишаме воздух и да седиме дома. И да го живееме наставно животот во една минималистика, во една вирусна минималистика, ако можам така да ја кажам. И тука излегуваат многу прашања, многу луѓе ќе се запрашаат, дури луѓе што не се верни, но верувам дека луѓе кои што се верници ќе си ги поставуваат истите прашања. Луѓето се исплашени за својот живот и сега како што сме тргнати кон другата страна на оската од живот и смрт, тргнати сме во една на долната насока, удолница кон смртта, ние се што правиме моментално е нашата борба за живот да се вратиме на другата страна на оската. Самоизолација, карантин, полициски час, вонредна состојба, вакцини за короната, спремање на болнички кревети однапред, тестирање за короната, затварање на граници, на летови, на патување и така натаму. Сето тоа е борба да се зачува уште еден живот овдека на земјата. Сето тоа е нашата борба за живот. Ја не очекував дека додека сум жив овдека дека ќе искусаме на ваква пандемија, на ваква светска криза, но од друга страна ми е мило бидејќи тоа што ја го земав здраво за готово моментално ми е сведено на максимумот во што можам да го имам во мојот живот и верувам дека на многу од нас ние моментално така ни изгледа животот. И сакам да се свртиме моментално на една перспектива која што ни ја дава Библијата, на порадикална перспектива, тоа што значи животот во нас. Библијата пишува дека животот е дар од Бога. И не зборам сега за телесниот живот. Телесниот живот ќе го тргнеме малку на страна, сега зборам за духовниот живот, бидејќи верувам дека од оваа криза ќе излезат многу ментални болести во луѓето од смисол на стрес, депресија, анксиозност и така натаму. И ќе излезат многу проблеми во таа насока дека ние можеби ќе го имаме телесниот живот се уште, но духовниот живот кој што е во нас ќе биде во една криза, дури да го преживееме тој физички, дури да го преживееме вирусот овдека. И затоа сакам да се наврата малку што значи животот, од каде почнува тој живот, од каде доаѓа па се до ден денеска. Почнува од создавањето на светот, нашиот Бог, креаторот, кој има создадено се небото, кој што го гледаме, земјата по која што чекориме, звездите на кои што се восхитуваме, животните околу нас, нема создадено и нас луѓето и ни го има дарено тој негов живот во нас. Тоа почнува од Едемската градина каде што ги има создадено Адам и Ева. И тие такви какви што биле луѓе излажени од лукавиот, сака да бидат како еднакви со Бог и сака да го има тоа знаење кое што го има он, мудроста која што има он, перспективата која што има он, контролата која што има он, контролата врз се, знаењето над се, перспективите сите да ги имаат во нив и таа желба ги прави да паднат од таа градина, Бог да ги избрка од таа градина и тоа да биде првиот грев кој што понатаму по наследство ќе се пренесува од колено на колено, генерација врз генерација се до ден денеска. Но Бог, бидејќи не создал покрај сето друго, тој се нема откажано од нас. Тој се нема откажано, тој живот кој што ни го има дарено уште тогаш и ден денеска сака да ни го дарува и на генерациите измеѓу. Бог прави еден план за спасение на човекот, сака да му даде една опција да повторно, овој пат не по автоматизам да му го даде животот, но да му остави избор на човекот, слободен избор, да човекот сам одбере да го има тој живот кој што Бог пак како дар го дава бесплатен на тој дар, но нема да е повеќе никогаш ефтин од тој грев па наваму. Од првиот грев на Адам и Ева па натаму бесплатен, но не е воопшто ефтин. Тој
живот ќе тој Божи живот ќе не кошта нашиот телесен живот, нашиот претходен живот. Нашиот живот кој што сме го живееле по нашето задоволство како што ние сме сакале до сега. Но тој живот нашиот Бог не го нуди во Исус Христос. Го праќа неговиот син да умре на крстот за нашите гревови, бидејќи казната за тој грев не е пари, не треба да платиме со пари, не треба да платиме со затвор за таа казна. За таа казна ние треба да платиме со нашиот живот, со нашиот духовен живот, да платиме со смрт, односно вечна смрт, односно вечна одделеност од нашиот Создател. На никогаш немаме можност да бидеме во неговото присуство. И заради тоа доаѓа Исус Христос на оваа земја, ја зима таа жртва на неговиот грб, го носи тој крст на Голгота каде што е распнат, умира и после третиот ден тој докажува својата моќ, својот авторитет врз тој духовен свет, врз целосно светот во кој што живееме и ја победува смртта. И ние со верата во него, како што пишува во 24 стих од 5 глава во Јован, каде што вели: вистина, вистина ве велам, кој го слуша словото мое и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. И интересното што ние нема да бидеме судени на судниот ден кој што е многу познат. Сите се уплашени од тој суден ден, но ние можеме да го избегнеме судниот ден со тоа што ќе имаме верата во Исус Христос, ќе ја прифатиме жртвата на крстот и едноставно ќе го живееме животот во слобода од тоа. Имаме ние на друга надеж по тоа, но треба да се отсвртиме од животот кој што сме го живееле. Прето зборев во еден од претходните видеа дека наново раѓањето е процесот, е дел од процесот на спасение на луѓето. Дека ние треба да бидеме наново родени. Тоа значи да прифатиме таа жртва на крстот, која што Исус Христос дојде и го даде својот живот за нас. Тој за нас го даде својот живот. Што бара од нас? Од нас го бара нашиот живот. Не бара ништо помалку, верувајте. Го бара нашиот живот и е доволно вреден. И е доволно вредно да ние му го дадеме нашиот живот и со тоа да не бидат запишани нашите имења во книгата на животот и да знаеме дека имаме резервирано место на небесата. Дека имаме резервирано место да кога ќе заврши овој живот, да знаеме каде одиме. И тоа е финалното прашање, без разлика дали се наоѓаме во една криза или не. Прашањето е каде одиме после овој живот. На каде сме насочени, каде целиме. Со оваа одлука ние можеме да знаеме дека имаме загарантирано место на небесата ако го следиме Исус Христос, ако го проучуваме неговото евангелие и сакаме да бидеме од ден за ден се послични на него, не од страф, не од тоа што мора да биде така тука, едноставно од љубовта кон него, бидејќи личната релација со Исус Христос е ултиматумот за кој што сме создадени овде, дека да имаме еден однос со нашиот Создател и да бидеме со загарантирано место на небесата и да живееме слободно. После тоа да не се грижиме за тоа и натаму да целиме со се што правиме, сите наши постапки, сите наши животни планови да се изфилтрирани низ крајната цел која што сме си ја поставиле, односно крајното значење на овој живот, а тоа е да бидеме во вечното присуство на нашиот Создател, на нашиот Бог кој што ни го дава животот, кој што ни го дава животот уште од почетокот на светот, но сега ни го дава со можност на слободен избор, не тера да го имаме тој живот кој што не приморува, но ни го дава тој прекрасен избор, да може да го избереме ние него, а со тоа и да покажеме нашата љубов кон него, а Бог неговата љубов веќе ја покажа на тој крст. И се надам дека оваа порака ќе ви биде за охрабрување во наредниот период. Чувајте се, седете дома во наредниот период, отворете Библијата во овој период, веќе е убаво време да прочитате сами од изворот на информации за животот на Исус Христос, а не од кој, како ви кажу, дали тоа попот, родителите по дома, другите пријатели, или може би сте прочитали нешто на интернет и едноставно не сте истражиле подлабоко. Затоа земете Библијата, истражете подлабоко, искористете го тоа време продуктивно и во оваа насока да таа духовна криза ја нахраниме и да не бидеме во криза веќе духовно, бејќи ние ќе влеземе во една криза за храна, маркетите почнуваат да се празнат, но никој не обрнува на кризата на душата која што ни следи. Ја имаме моментално веќе, но се повеќе ќе се задлабочува. Затоа ќе се видиме во следно видео со нов девоушнал, ново охрабрување и нова духовна храна. Чао!